Училиштата не се само за испрашување и оценување, туку и за воспитување, а таа компонента како да ја заборавивме, но и родителите и институциите мора да се вклучат за да го надминеме врсничкото насилство кое сега излезе на виделина, но од секогаш го имало. Истакнаа стручните лица на дебатата посветена на врсничко насилство кое што се одржа во Кумановската гимназија. Педагозите укажуваа дека не смеат да се ограничат на лекциите кои што ги предаваат, туку и да научат да ги слушаат проблемите по фалбите на учениците. Образовно-воспитна институција решивме да направиме една дебата, да ги слушнеме учениците како размислуваат, какви искуства имаат. Темата беше меѓуврсничко насилство, зошто? Значи ги бараме причините, зошто се случува тоа, ама и не само причини, туку и како да се решат сите тие проблеми. Што е оно што ги тера децата да бидат насилни кон другите, да бидат пакосни, да ги вознемируваат, да ги потценуваат, да ги смева, децата да се чувствуваат небезбедно, непријатно, загрозено и да се појавуваат и многу психолошки проблеми кај нив, кои што знаат вешто да ги кријат. Тоа родителите не може да го препознаат, не можеме ни ние, затоа што имаме и други обврски. Имаме само двајца во педагошко-психолошката служба, големо училиште и затоа мислиме дека е најдобро вака преку разговор, веќе има многу теми на кои што тие сакаат да разговараат, а нема простор, нема услов. Ние како педагози не треба да се ограничуваме само на оно што го предаваме, затоа што тука ги воспитуваме децата, а таа воспитна компонента сите сме свесни дека е многу запоставена за жал. И кога ќе почувствувам дека децата имаат проблем, кога сакаат сите нешто да кажат, па не морам да ја предадам лекцијата, следниот час ќе предам. Тие сакаат да зборат, сакаат да слушнат, сакаат да се пожелат, да се пофалат, што и да е, имаат потреба за разговор, да се искажат. А училиштето не е само испрашување и оценување. Системска грешка во прашање, очигледно, значи сите фактори треба да бидат вклучени, почнувајќи од родителите, професорите, институциите, воопшто во државата, сите треба да работиме на тоа што се пласира на интернет, односно социјалните мрежи. Многу почесто вакви дебати да имаме разговори, да има предавања од страна на педагошко-психолошката служба, класниот час секогаш да биде искористен за разговори и решавање на конкретни, вистински проблеми на учениците и нормално институциите многу по-сериозно треба да ги сватат овие проблеми. Социолозите посочуваат дека немилиот настан кој што се случи во соседна Србија треба да биде аларм за итни реакции кај нас. Образованието мора да претрпи длабоки реформи, а стручните екипи кои планира да ги формира Министерството за образование мора да бидат наменети за родителите кои не знаат како да се справат со новите предизвици. Родителите мора да бидат цел на ова активност од нормално стручни екипи, но и образованието мора да претрпи реформи длабоки. Ваквото образование во кое што децата треба 100% да поминуваат, без обзира на нивното знаење, воспитната компонента скоро да беше заборавена. Мора училиштата да се видат училишта онакви какви што ги знаеме и какви што очекуваме. Сега родителите викат, нашето дете е во школа, а ние во школите буквално воспитната компонента ни е запоставена. И еве ги резултатите се случија. Комплетна реформа, промена и во однос на родителите, и во однос на училиштата, во однос на државата која гледаме многу е претолерантна преку некои насилства што ги покажуваат некои си луѓе и сето тоа ја разводни атмосферата во која што живееме и нормално децата се наши најголема жртва. Мора да престанеме. МОН најави нови мерки со кои би требало да се спречи насилството во училиштата. Се споменува и укинување на мрежата TikTok.